Уште еден кинески производител на електрични возила затропа на европските порти. Се работи за Skywell, дел од електронскиот конгломерат Skyworth, кој себе си се декларира за водечки производител на телевизори во светот. За разлика од другите кинески, оваа марка има поинаков пристап и досега скромно настапуваше на пар помалку значајни пазари, колку да се запознае со условите и навиките на купувачите. Но сега амбициите и се поголеми и во идниот месец ќе стартува со продажба во Велика Британија, каде ќе се пробива со кросоверот BE11. Вистинското сепак следи до година, кога ќе започне производството на свежо представениот модел со едноставна ознака Q. Дизајнерски складно обликуван со интересни стилски детали за карактеристиките на овој компактен хеджбек, по големина скоро идентичен колку Volkswagen ID3, малку се знае. Ке има еден електромотор од 204 конски сили, кој ќе ги задвижува предните тркала и два пакета батерии, од кои со поголемите ќе има автономија од 480 км. Наведено е уште дека и до 100 км на час ќе забрзува за тешки заверување 3,9 секунди и дека за полнење од 20 до 80% од капацитетот ќе бидат потребни околу 20 минути. Она што не е наведено е цената, но затоа производителот кој својот прв автомобил го лансираше 2021-та, гордо истакнува дека возилото ќе има гаранција од 7 години или 160.000 километри, а батеријата 8 години или 250.000 километри. Дополнителен аргумент во наводниците за квалитетот треба да биде и изјавата на основачот на компанијата, кој има поминато 3 години во затвор заради финансиски проневери, дека купувањето на некои од неговите електрични возила може да излечи висок крвен притисок и диабетес и да помогне да живеете до 100 години. Според податоците, Skywell во Кина ланската година има продадено 18.600 возила и има извезено уште 10.650.